Граѓаните од Западна Европа не ја одобруваат идејата за проширување на ЕУ, а против членството на Македонија најконкретно се изјасниле французите. Во момент кога францускиот претседател Емануел Макрон преку писмо до европските нации го објави концептот за еднината на Унијата, во кој нема ниту збор за какво било примање на нови членки, во Лондон се објавени резултатите од последното истражување на јавното мислење во 7 западноевропски земји, каде граѓаните одговараат која држава треба да биде нова членка на Европската Унија. Додека очекувано во големо мнозинство се изјасниле дека во европското друштво сакаат да ги видат Швајцарија, Норвешка и Исланд, за другите аспиранти поддршката е мала, а конкретно за нашата земја резултатите се главно негативни. Само 24% од французите би сакале да не видат во ЕУ, додека против се дури 44%. И мнозинството германци, данци и финци не ја сакаат земјава во ЕУ. Во Германија 39% се против, 34% се за. Во Данска соодносот е 38% против наспроти 30% за, додека во Финска 32% не прифаќаат, а 1% помалку се позитивни за нашиот прием. Од друга страна кај швеѓаните имаме позитивен скор, 40% подржуваат прием на земјава, а 27% се против. Во мала позитива сме кај норвежаните, но и кај британците, иако нивната земја во рок од неколку недели и самата ја напушта Европската Унија. Француската министерка за европски прашања Натали Лоазо пред неколку дена не потсети дека одлуката за почеток на преговори ја носат заеднички сите 27 членки на Унијата, а такви се правилата и при евентуалниот влез на земјава во европското семејство. Инаку Брекзит, но и цела низа несогласување и недоречености ги нагризуваат односите меѓу земјите во Унијата, а во пресрет на изборите за Европскиот парламент во мај поделеноста и скептицизмот околу еднината особено се заоструваат. Во тој правец Макрон речиси драматично им пишува на европските граѓани дека овие избори се решавачки за еднината на континентот и дека никогаш од Втората светска војна наваму Европа не била во толку голема опасност. Живееме во клучен момент за нашиот континент. Колективно ние мора да ги прилагодиме на политички и културолошки план облиците на нашата цивилизација во светот што се менува. Дојде времето на европската преродба. Затоа, спротивставувајќи се на искушенијата од повлекување и поделби, ви предлагам заедно да ја направиме преродбата низ 3 зацртани цели: слобода, заштита и напредок. Францускиот претседател повикува на заштита на европскиот континент, воведување ред во Шенген зоната, исполнување на обврските од сите држави, одговорност, солидарност, почитување на заедничките правила, но проширувањето воопшто не е ниту споменато.